Камелтон се вашата прегледна точка, со факти и докази ке ја раскинеме завесата. Заедно нека се зборува за она што е вистина. На вистина ли знаеме што се случува во светот околу нас? Медиумите може да не заслепат. Изборен земјотрес, промена на власта и женски триумф. Триумф и превирање во политичкиот пејзаж на Македонија. Во сеизмичка промена на политичката тектоника, Македонија неодамна беше сведок на историски изборен пресврт, обележан со убедлива победа на опозицијската моќ ВМРО-ДПМНЕ и отрезнувачки неуспех и политичкиот колапс на владејачкиот социјалдемократски сојуз на Македонија. Под банерот Македонија е повторно твоја, ВМРО-ДПМНЕ ги погоди гласачите, нудејќи убедлива визија за обновен просперитет и стабилност. Нивното ветување дека ќе се справат со долгогодишните прашања како што се корупцијата и закочените преговори за пристап во ЕУ, длабоко одекна кај електоратот, придвижувајќи ги до убедлива победа. Пред 2 недели Гордана Силјановска-Давкова, поддржана од ВМРО, освои двојно повеќе гласови од нејзиниот главен ривал, актуелниот председател Стево Пендаровски, поддржан од социјалдемократите. Разбивање на бариерите. Македонија ја избра првата жена председател среде политички пресврт. Историското искачување на Гордана Силјановска-Давкова како прва жена председател на Македонија дополнително ја нагласи монументалната природа на триумфот на ВМРО, означувајќи пресуден момент во политичката еволуција на нацијата. Двојните избори, кои ги сочинуваат парламентарните и председателските надпревари, се одвиваа со забележителен жар низ цела Македонија, ангажирајќи приближно 1.800.000 гласачи со право на глас, распоредени на над 3.500 избирачки места. Радосните сцени што се одвиваа низ целата земја постизборно сведочат за сеизмичката промена во јавното расположение. За парламентарното гласање, Македонија е поделена на 6 изборни единици, од кои секоја придонесува со 20 законодавци во парламентот од 120 места. За председателската трка, во Македонија е една единствена изборна единица. Спротивно на тоа, владејачкиот социјалдемократски сојуз на Македонија претрпе историски загуби на председателските и парламентарните избори. Социјалдемократскиот сојуз на чело со Димитар Ковачевски се соочи со остра пресметка, мачејќи се со невидени загуби и обвинувања за отстапки и неефикасност. Овие избори, 11 парламентарни и 7 председателски од осамостојувањето на Македонија, имаа огромна тежина додека гласачите ја одредуваат траекторијата на владење во следните 4 години. Граѓаните, воодушевени од можноста дека можат да го променат ова понижување, корупција и криминал, го дадоа својот глас и учествуваа во енергичниот приказ на демократијата. Победата на ВМРО одекнува не само во Македонија, туку и во целиот регион, сигнализирајќи за обновено барање за промени и реформи. Под знамето Македонија повторно твоја, ВМРО ги погоди гласачите, нудејќи визија за обновен просперитет и стабилност. Советувања за отворање работни места, економско заживување и сузбивање на корупцијата, Христијан Мицкоски и неговата партија запалија светилник на надеж за посветло утре. Од незадоволство до триумф, резонанца на изборниот бран на ВМРО. Сепак, среде еуфоријата на победата, Македонија се соочува со отрезнувачката реалност на вкоренетите предизвици, вклучително и системската корупција. Овој извештај од Европската комисија и забелешките на американската амбасадорка Ангела Агелер им ја запечати судбината на социјалдемократскиот сојуз и ја нагласи итната потреба од решителна акција за искоренување на корупцијата и враќање на довербата на јавноста. Додека Македонија бележи нов курс под водство на ВМРО со Христијан Мицкоски, нацијата стои на крстопат, подготвена за трансформативно патување кон напредок и просперитет. Одгласите на оваа изборна сага одекнуваат многу подалеку од границите на Македонија, обликувајќи ги контурите на незината идна траекторија и регионална динамика. Во парламентарниот надпревар, коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО, освои 43% од гласовите, со што доби 58 од вкупно 120 пратенички места. Извонредната победа на ВМРО-ДПМНЕ, предводена од Христијан Мицкоски, ја зароби имагинацијата на народот како одраз на огромниот бран на промени низ нацијата.
Изборен земјотрес, како ВМРО го потресе политичкиот пејзаж на Македонија. Накратко, епскиот триумф на ВМРО не представува само промена на власта, туку сеизмичка промена во политичкиот пејзаж на Македонија, најавувајќи нова зора на надеж и можност за нацијата и целиот македонски народ без разлика на вера и нација. Историскиот избор на Гордана Силјановска-Давкова за прва жена председател на Македонија означува клучен момент, истакнувајќи ја еволутивната динамика на родовата застапеност во политиката. Искачувањето на Гордана Силјановска-Давкова како прва жена председател на државата означува историска пресвртница, нагласувајќи ја еволутивната динамика на родовата застапеност во политиката. Нејзината убедлива победа го одразува не само триумфот на нејзината кандидатура, туку символизира и поширока промена кон инклузивност и зајакнување. Мицкоски вети дека ќе отвори десетици илјади работни места и ќе го смени лошиот економски раст и зголемената инфлација. Споделете ги вашите размислувања во коментарите подолу. Председателот на партијата ВМРО Христијан Мицкоски ги нарече изборните резултати историска победа за Македонија и народот на Македонија, додавајќи дека владеачкиот социјалдемократски сојуз загуби поради криминалот, корупцијата, неспособноста, лажните вредности, конфискувана држава, тендери, непотизам и 100 други последици кои ја натераа државата да трпи, а народот да се разочара. Социјалдемократскиот сојуз доживеа политички дебакл, најслаб резултат кој не е запамтен во историјата на Социјалдемократскиот сојуз. Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата се согласија да го променат името од Република Македонија во Република Северна Македонија во 2019 година по деценискиот спор со Грција околу ознаката. На референдумот во 2018 година, гласачите во Македонија не го одобрија договорот со Грција кој вклучуваше промена на името на земјата со цел да се расчисти патот за нејзиниот пристап во Европската унија и НАТО. Сепак Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата го променија името на државата, иако излезноста на референдумот беше помала од прагот од 50% потребен за потврдување на резултатите, па така тие во парламентот одобрија промената. Спрема Уставот тие треба да одговараат за кривично дело кршење на Уставот и понижување на државата и народот. Дали народот ги казни и не им прости за промената на името? Мицкоски одби да ја признае промената на името на земјата и договорот со Грција од 2018 година. И покрај предизвиците, Македонија е подготвена да го прифати по светлото утре со решителност. Ова е епска победа за ВМРО. ВМРО, предводена од Христијан Мицкоски, направи бум на политичката сцена во средата и прослави убедлива двојна победа на парламентарните и председателските избори во Македонија, освојувајќи речиси 3 пати повеќе гласови од главните владеачки социјалдемократи, предводени од Димитар Ковачевски. Народот казнува со пенкалото во рака. Јас мислам дека го погодив овој исход во видеото со наслов "Политички колапс" или "Триумфална победа" објавено на овој канал пред нешто повеќе од 1 месец. Ви благодариме што ни се придруживте. Ако ви се допадна ова видео, лајкнете и претплатете се, а канал Тампес ви е благодарен за вашето одвоено драгоцено време. Канал Тампес ке се потруди да ви презентира во сите видеа концизни објаснувања и ефикасно да ви ги доставува клучните информации. Ако имате какви било прашања или сакате видео на некоја тема, оставете коментар подолу, а јас ке се потрудам најбргу што може да направам видео на таа тема што ќе ја побарате.